на сите и добре дојавте назад на нашиот YouTube канал. Welcome back! Како што гледате по насловот, денеска снимаме втор дел од предизвикот Never Have I Ever. За промена овој пат мајка ми се наоѓа позади камерите, како што гледате по насловот. Таа денеска ќе ни поставува прашања во вид на родителска грижа, односно прашања кои секој родител би требало да му ги постави на неговото дете. Така што се надеваме, добро, не баш сите, но делимично сите. Сами ги смислувавме прашањата, се консултиравме и со еден куп родители, така што верувам дека и вие треба да дадете одговор на овие прашања пред вашите родители. Пред да започнеме, обавезно ставете лайк и претплатете се на нашиот YouTube канал со клик на subscribe. Дали си избегал од час на училиште без знаење на родител? Сум. Добро, мислам дека ти подоцна си дознала. Ја немам трема, зашто Сигурно. мојата мајка моментално не е тука, така да сум. Ја, мајка ми е тука и ми е непријатно на некои прашања да давам одговор, меѓутоа ќе се потрудам да бидам искрен максимално. И јас. Сум бегал од часови и подоцна или порано дознале за тоа, затоа што таква е школата. За моите некогаш моите не ни дознале. И така. Јас сум крај. Сега дознале. Да, сега дознале, мама, тато, ве сакам, но тоа е. Одиме со второто прашање. Следното Ајде. прашање. Дали си лажирал оцена без знаење на родител? Е, тоа не си. Сум. Толку берем сум поштен. Единица, ја кажувам без разлика на казната која следува, иако моите родители беа добри. Ја бев одлична од прва до 8, од прва до 4 и ја бев таа совршена у фамилијата која што не смееше да добие ниту 4 ниту 3. Најчесто лажирав оценки по математика, затоа што математиката од прво до 8 не ми идеше, а мајка ми толку се залагаше да ми ја објасни и најчесто лажев дека од 3 наместо 3 4 сум добила или 5 и ги поправав. Не треба ми математика, да свати оби која ти е Добра. тактика. Ајде. Одиме со следното прашање. Драга моја мами. Дали некогаш си јадел храна кој тие ја сготвиле, а при тоа не ти се допаѓала? Сум. Леќ, Леле. граф, компир чорба, вариво, како се вика тоа, гулаш, додуше не сум јадел све од тоа, меѓутоа си правила храна која не сум сакал да јадем и денеска не сакам затоа прекини да ме тоа е семено насилство. Да, Тоа треба да. почне да се пријавува како семено насилство. Да. Што имаш за ручек денеска? Граф по полиција, малтретирање. Да, бас. Дали некогаш сте конзумирале недозволени супстанци без знаење на родител? Сум. Ама Немој да плачеш. А кога бев малолетен конзумирав алкохол и тоа е недозволена супстанца за малолетници, исто така и пушев цигари, тоа е недозволена супстанца за Ама малолетници. сепак си кажуваше. Те фативме. Јас се кажував, ме фативте уствари, а што се однесува до наркотици, знаеш дека сум противник на истото, така што апелирам до сите деца кои не гледаат никогаш да не конзумираат и да не пробуваат било каков облик на наркотици. и јас сум Не оправдуваме не алкохолни цигари, така не е, меѓутоа оправдуваме, ете. да. И јас сум исто така алкохол и цигари без знаење на родители пред 18, но После 18, После знаење на цел 18. свет. да и наркотици, наркотични средства никогаш. Така е. Мајка ми само фацата да ја гледа. Епилептични напади у покушај. Дали некогаш си возел автомобил во алкохолизирана состојба? Сум. Тоа беше ствари пред да положам и откако почнав да одам на тие часови за полагање како иде тоа све поред, сватив дека тоа е најголемата грешка која еден возач у животот може да се ја направи, како за него така и за околината, така да немојте да возите пијани. Точно така, јас се уште немам положено, но сум Она било уште побетер. ја уште побетер да уште немам положено, но возев и ете, не го правете тоа како што Наше беше лошо барем. искуство да не ви се повторува. Никогаш. Афродизија. Дали некогаш си помислил дека си посвоен? Мислам дека не те слушна. Ај. Добро, дали некојаш Дали некогаш си помислил дека си посвоен? Па искрено не. Затоа што личам на тебе иначе. Јас на шала да, а онака Не, Не. ја не шал, мислам ја се зезам на таа тема, меѓутоа Да. свесен Ти сум секогаш дека не. викаш дали сум посвоен? Па добро, кога ќе ме изнервирате, мислам Да. дека сум Кога посвоен, сум пошто не ми се нервозна. верува дека родител може да постапува така со родено дете. Да. Инаку јас многу личам со татко ми така да нема шанси. Знаете кога сум помислила дека сум посвоена, кога сватив дека знам да пеам, а кога ги испробав сите у фамилија, тие немаат ги испробав? појма. И онака чекате од каде јас имам глас, но тоа се уште не е разрешена дилема, кога ќе Тоа не е разрешам. наследно. Да. Патем. Мислам дека талентите не се наследни. Од Господ. Да. Идеме со следното прашање. Да.
Дали некогаш си посакал да избегаш од дома? Сум. Порке? Порке? Кога се расправате, а ние сме мали Ни криви, и ни не дужни. разбираме и сакаме да излеземе од собствена кожа и сакаме да избегаме од дома, но тоа до 12-13 години. Да, од тие тинејдж денови кога Да. имаш друштво, кога сакаш цело време си со нив, кога нешто ти е забрането, кога мораш до еден дома да се вратиш, вакви такви ствари, увек ти доаѓа боле да избегам, да не ме најдат, пак идам ја ќе правам што сакам, Не. но не е тоа У така тие баш. моменти у тие моменти не сум сакала, јас сум сакала да избегам кога се расправале. Добре, јас се Најчесто расправите тоа ги гледам као најнормална Е, па ствар јас, у секоја моето детство фамилија, не. меѓутоа има некош некој расправи се too much за секој дете, Да. така да верувам дека и вие пишете на коментар дали вие некош сте сакале да избегате од дома и зошто. Дали некогаш си украл пари од дома? Кај мене дома нема пари. Сум крадела од типот на ми дале 100 денари, сум купила лепи цигари, останале 15 денари на времето кога останува, сега не можеш леп да И купиш. кај е кусурот? Со Па 100 денари, нема па толку. нема толку и толку, али да земам со намера да отидам у новчаник Не, и да ја крам, не. не. Не, Барам ако ми дадат окей, ако не, не. Не се сеќавам ствари дали не, сигурно ми се десило нешто такво, кај ти е кусурот, немам кусур, Да. меѓутоа сега кога веќе свативме какво значење имат парите во нашите животи, свативме дека и крадењето не треба да го практикувате. Апсолутно. Така да не крадете, не лажете, не вршете прељуба, не возете пијани. И 10 така. Божи заповеди од Марио Ивона. Не ги смислиме 11. Да. Немојте да не ги гледате Марио Ивона, 11 Божи заповест. Тачно. Subscribe сите. Дали некогаш си посакал да живееш со друго семејство? Ова е малку комплицирано прашање, ама веројатно не. Може би Не. некогаш поише ми се допаѓало нешто, но стварно некако приврзан сум јас за фамилија, така Не. да мислам за семејство, за фамилија не. Не, никогаш. Последно Последно прашање прашање. за денеска и за овој Never Have I Ever. Дали некогаш сте биле влюбени во пријател или пријателка на твојот родител? Не. 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 Сачуваме ме Боже. Добро, Нема добар избор, мајка ми, татко ми. не, моите која беа помлади, имам многу пријатели и пријателки, некои од нив убави, некои погрди, ама сега да сум бил влюбен, не сум бил влюбен. Може би ми биле само убави естетски, а пошто сум ја тежок естет и све сакам нешто да е убаво и да сум опкружен со убави луѓе и пријатели од мои пријатели да се убави луѓе и така натаму и така Фала, натаму. Бишо, фала, да. Да, тоа по дефолт значи дека ти си убава. Другари, тоа беше се за денеска. Во оваа прилика и се заблагодаруваме на мајка ми Да, што учествуваше фала. во оваа видео. Сакавме само да припомогнеме за сите ете родители да им ги постават овие прашања на нивните деца. Она не дзика. Сака да ви каже можеби довидување. Не можеш така да се видиш. Чао! Туго! Чао, Нема ни да јадевка. се видиш. Нема врска. Тоа беше се од нас за денеска. Ви благодарам што не гледавте, еве нагаѓа со листот со прашања кои ги пишуваше Ивона. Ви благодарам што не гледавте, обавезно ставете лайк, претплатете се на нашиот канал со клик на subscribe, заследете ги нашите Instagram профили, а ние се гледаме во некоја следна. Чао. Чао.